стари деца, иако нема празни столчиња, да им се придружиме на вашите другарчиња од оваа детска градинка и да погледаме еден мал театар. Се разбира не сосема вистински, но театар. Ги препознавте ли артистите? Вашите другарчиња, секојдневните жители на оваа детска градинка сега се артисти. Какви се овие мравки, штурци? Аха, се сетив. Тие ги представуваат работливите мравки и мрзливото штурче. Ајде да погледаме малку. И како што во сите драми што се покажуваат на сцената, многу работи брзо поминуваат, така и во нашава брзо помина летото и дојде зимата. Да видиме во овие студени зимски денови што дојдоа, каква судбина има нашиот веселник Штурецот. И потоа, деца, што се случило со Штурецот и мравката? Јас да раскажам, учителка. Да ја слушнеме, Ана, деца? Да! Повели, Ана? Мравката, кога го отворила прозорчето и го видела Штурчето, како што е смрзнато и гладно, иако била на неговата мрзеливост, се сожалила на него и го пуштила до кучичката, каде го нажајала и го стопила. Штурчето се заблагодарило на мравката за незината добрина и почна да ја свири. Добро, Ана. А кој сака да ни каже една стихотворба за работливата мравка? Јас да кажам, учителке. Повели, Наташа. Вредна мравка в полеита, на глава збира жита, горе-долу сал се шета, лево-десно трча лета. Та збира ветер вее, сонце пржи, жито жрее. Дувај, дувај, ветре мило, треси рони клавче зрело. Нека падна зрнца бели, така умна мравка вели. Утре иде лута зима, блазенен тој што
Деца, ви се бендисали приказната за штурецот и мравката? Учителка, мислам дека мравката не требаше да го пуштеше штурецот на топли и да го напни. Томаше тој толку мрзи. Зарем ти така би постапил? Би го оставил да замрзне од студ и да умре од глад. Не верувам дека имаш толку лошо срце. Мене ми е жал за штурецот, учителка. Деца, знаете ли кој се работи? Работникот во фабриката, целанетот на нивата, рударот во рудникот, работи учителката во училиштето и артистот во театарот, работи пејачот. Добро, а сега едно друго прашање. Дали сакате повеќе да бидете како мравката или како штурецот? Како мравката! Дури од најраното детство, секој со помошта на фантазијата се замислува што би бил натаму во животот, што би работел. Еве да ги чуеме вашите другарчиња денеска што ги запознавте, што ли ќе бидат тие? Прстињата, прстињата, прстињата се разбира. Тие можа, тие знаат, бело платно, тие знаат. Се работа типко вредно, се раката што им нуди. Се работа тихо вредно. Деца, ајде да размислиме, што сакате да станете кога ќе бидете големи? Што сакаш да станеш ти, Тони? Јас се да станам лекар. А кој сака да стане инженер? Јас сакам да станам космонаут. За да видиш космонаут треба многу да си силен. Откај знаеш што е космонаут? Сум видел на телевизија. А сака ли некој да ни каже една стихотворба за тоа кој што работи? Јас сакам учи. Ајде, Иван, да те слушнеме. Кој што работи? Мојот татко лета со авион, тој е пилот. А мојот татко е морнар, плови по море со брод. Татко ми вози автобус, камион и автомобил. Од секогаш тој најдобар возач бил. А татко ми мој со возот свој принесва на секаде патници безброј. А јас штом пораснам, не ви се фалам. Славен космонаут сигурно ќе станам. Добро, Иван. Деца, Анета и Голубинка многу убаво пеат. Тие сигурно ќе пеат во некоја опера. Сакате ли да ги слушнеме? Јас сум чиста разбејана, секогаш ветрана смејана. Знам да шијам и да ткам, целник да весам, ручек да правам, цел ден да пеглам, до сна да легнам. Јас сум чиста разбејана, секогаш ветрана смејана. Јас куќа водам, секому му годам, колачи правам, се во ред ја ставам. Колачи правам, се во ред ја ставам. Деца, бидејќи рековте дека сакате да бидете работливи како мравката, ајде сега да си ги средиме столчињата и масичките и да излеземе во дворот да играме. Побрзо. Ајде столче, носи столче, ајде. Како што видовме во оваа детска градинка, децата сами си направија театар. Тие тоа го прават скоро во секоја градинка. Се разбира, за тоа многу им помагаат нивните учителки. Да одберат некоја пиеска интересна и не многу тешка, да одберат деца што можат да глумат, да им направат алишта што ќе им одговараат на нивните улоги и да им покажат како да играат. Најчесто учителките ја драматизираат приказната. Кој да бере бела волна, кој да препе тенка жичка, кој да држи долга игла, кој да плете ракавичка. Oj, da plete rakavička.
секое сеќавање на градинката пред децата што израснале во неа, како живи ќе излезат многобројните кукли, кои не се само обични кукли, но херои од приказните. До гледање, деца, до гледање Мравке и Штурче. Ни беше убаво со вас, ние пак ќе дојдеме.